Благодарам, председателка. Прво, ќе кажам дека ќе го поддржам овој амандман, затоа што доаѓам од таа општина и секогаш кога доаѓа до било каков развој на општината, јас давам поддршка без разлика од кој политички субјект доаѓа. Тоа сум го кажал и тука и претходно како советник во градот Скопје, секогаш сум се борил максимално да ги поддржам проектите на Сарај. Но колешка, тоа што ме чуди е зашто после толку години водење на ДУИ во Сарај и апсолутна власт на ДУИ во Сарај и како општинска власт и како централна власт, токму овие проекти не се спровеле. Јас сум сведок дека многу од граѓаните се жалеа постојано на многу проблеми кои изминатиот период не им беа исполнети од локалните или централната власт, во која што бевте учесник и вие. Ова го зборам искрено, не го зборувам како памфлет и расфрлање на оваа говорница, туку напротив, го зборувам затоа што граѓаните апсолутно и мене како функционер од таа општина ме контактирале и во минатото, ме контактираат и мене. Јас сум човек кој што доаѓа од таа општина, кој што ги посетил сите населени места и кој што секогаш ги прифаќам сите проекти што треба да бидат за таа општина. Кој колку вложува во таа општина, ценеле ни граѓаните, имаат право на избори да го искажат својот став, да се определат, да токму и овие последни избори и претходните парламентарни го докажаа тоа кому граѓаните ќе дадат довербата во таа општина, а доказ за тоа е зошто ја дадоа таа доверба се денешниот проект во Сарај, кој е за проект за сува река, за чистење на речното корито од 12 километри, каде што тргнува од селото Бојане се до селото Гвумово и има рок од 3 години, може би и побрзо, дај Боже, со Господ напред да се реализира овој проект, каде што денеска се реализира од Министерството за животна средина и од владата на Република Македонија заедно во соработка со општината Сарај. Она што ме загрижува мене е цинизмот од оваа говорница кој ќе дое постојано за многу од општините, затоа што кога ќе бидете на вас, навистина треба тие проекти да се реализираат. Секако, и јас прифаќам и критики, треба да прифатите и вие, затоа што нели за да доеме до реалност на една ситуација и да утврдиме дали тоа е така или не, треба да бидеме реални. Уште еднаш ќе потврдам дека сум горд на денешниот проект на владата и на Министерството кој се реализира во Сарај. Во наредниот период мислам дека и вие ќе се сложите со мене и ќе сакате да се прават повеќе проекти во Сарај, да најавам ни повеќе реконструкција и од страна на градот Скопје во Сарај на многу проекти. И уште еднаш ќе кажам, кога се работи за Сарај, убаво е да бидеме сите пратеници од Сарај присутни тука, не само јас, и да ги поддржиме овие амандмани и секогаш кога ќе има некои проекти за една од најубавите општини во градот Скопје, општината Сарај. Благодарам. Ви благодарам, колега. Реплика?